Добар ден. Денеска повторно наред е новото продолжение од Фактор здравје како подготовка за денешниот ден и новата свежа доза на информации. Ве поканувам и денеска да бидете до крај со Фактор здравје, а по оваа најава со задоволство ќе ви ја представам гостинката и темата за која што и вие сте добродојдени да се јавувате и да комуницирате со нас. Со оглед на пандемијата од коронавирусот и заболувањето COVID-19, на некој начин во пролетта влеговме неподготвени, но во домашна изолација и на тој начин би рекол соодветно не ве подготвивме за чистење преце на организмот или негова детоксикација. Токму овој поим, детоксикацијата на имунолошкиот систем и неговото високо ниво е денешна тема во Фактор здравје, тема која што и вие сте добродојдени да ја дискутирате и со ваши прашања да ја збогатите. На моите и ваши прашања во продолжение, одговор ќе добиете преку разговорот со научен соработник доктор Драгица Зенделовска, со која што одамна не сме се виделе и затоа со задоволство денеска ќе споделиме нови свежи информации од научен аспект. Докторке, добар ден, добро дојдовте и како сте вие, како функционирате лично, вашата фамилија и вашите работни обврски и колеги? Добар ден, Илија. Прво ви благодарам за пораката и навистина ми е задоволство. После толку време да се видиме пак. Функционираме, работиме. Морам да кажам со малку намален интензитет, меѓутоа сега онлайн препораките стана новитет, па и ве некако почнуваме да се адаптираме на тој начин на работа. Сигурно и научната ваша дејност, се извинам што ве прекинав, не запира, туку напротив. Тука никогаш имаме малце повеќе време за истражување сега. Да, тоа е добрата страна од целата оваа ситуација. Меѓутоа се уште во контакт со нашите клиенти. Болницата со која што соработуваме ние, One Hospital, значи има некакви платформи со кои што овозможува да се оствари контакт и со претходните клиенти и со нови клиенти. Така да ординацијата може би работи од дома, но се уште работиме. Да, глобално сте достапни од било која точка на земјинава топка. Благодарам уште еднаш за вашето присуство денес во Фактор здравје. Темата детоксикација за посилен имунитет ќе ја почнеме по првата најава и првиот блок реклами. Со научен соработник доктор Драгица Зенделовска денеска ќе ја оствариме темата за која што веќе најавив и вие сте добродојдени да ни се јавите на 6091-925 и 6091-924 насловена детоксикација за посилен имунитет. Доктор, ќе бидејќи зборуваме за нешто што е поврзано, односно корелира имунолошкиот систем наспроти детоксикацијата и обратно, сигурно дека пред се за да објасниме зошто е важна детоксикацијата, на прва линија сепак имунолошкиот систем кој што и во овие услови на пандемија како никогаш досега би рекол треба да се подигнува и да биде на високо ниво. Зошто е тоа така? Тоа е навистина така затоа што ајде да кажеме имунолошкиот систем или одбрамбениот систем можеме да го поврземе со најмалце 80 заболувања како резултат на негово неправилно функционирање. 80 рековте? Минимум 80 заболувања, најмалце. Меѓутоа во суштина имунолошкиот систем и специфичниот и неспецифичниот треба да биде навистина на малце повисоко ниво, особено во вакви услови на пандемија. Симптомите кои што би требало да ги следиме, не се генерално специфични за да речеме дека е тоа пат само на имунолошкиот систем, туку може да бидат и симптоми кои што ќе бидат поврзани со некои други заболувања. Меѓутоа, најчесто кај луѓето се појавува ладни раце, се појавува тој замор кој што трае долго време. Многу често паѓа косата кога е намален имунитетот. Имате проблеми со гастроинтестиналниот тракт, епизоди например на диареја кои што може да траат дури неколку недели. Од друга страна може да имаме и обстипација, значи нередовно празнење. Кај некој се појавува дури и сушење на очите, а да не зборуваме за почестите инфекции. Значи кога зборуваме почести инфекции, честата употреба на антибиотици поради тоа, кога по автоматизам се супримира, паѓа имунолошкиот систем. Апсолутно, значи овде имаме пат на имунолошкиот систем и во таква ситуација велиме често користиме антибиотици за да ги спречиме инфекциите. Меѓутоа тоа често значи 2 пати во годината кај возрастните или 4 пати кај децата. Ако тој број се зголемува, тогаш веќе навистина станува збор за намалување на имунолошкиот систем. Значи, палетата на тие симптоми е многу долга и многу широка. Значи, меѓутоа навистина треба да си го слушаме своето тело, бидејќи чистењето на телото е
ајде да кажеме, еден од начините на кои што би можеле индиректно да му помогнеме на нашиот имунолошки систем малце да се избори со токсините кои што редовно ги имаме, затоа што во суштина ние функционираме, дишеме, внесуваме храна, па и преку тоа внесуваме и еден куп, да речеме, химикали и различни супстанции кои што се складираат во нашето тело. Сигурно, а ова се што го зборувате како симптоматологија, ако се надодаде на тоа некоја хронична болест, некоја акутна состојба, уште повеќе ја влошува целата слика. Секако. Или ја драматизира. Знаете како Илија, детоксикацијата како процес во суштина, некои луѓе или повеќето луѓе ја гледаат само во една насока. Значи, кога ќе се спомне детоксикација, никој не размислува во смисла дека тоа е неутрализирање, начин на трансформација на тие токсини и нивно елиминирање од телото. Некои луѓе мислат дека детоксикацијата е процес кај што ние треба да ги исчистиме само цревата. Значи, тоа навистина не е така. Да испиеме нешто што се вели. Така е. Значи, практично 5 органски системи учествуваат во процесот на детоксикација. Не е само гастроинтестиналниот тракт, можеби тоа е еден од најважните. Меѓутоа не смееме да го заборавиме лимфниот систем, не смееме да ја заборавиме кожата, не смееме да го заборавиме уринарниот систем и респираторниот. Значи постои повеќе начини на кои што може да се прави детоксикација на телото. Спомнавте пролетно чистење. Значи кога зборуваме за детоксикација, не сме точно врзани дека имаме само одреден период во годината кога треба да ја правиме. Од едно во друго годишно време. Така е. Меѓутоа, сето тоа зависи индивидуално. Значи, не е препорачлива детоксикацијата да се одвива кај сите луѓе. Значи, прво треба да го видите клиентот, треба да ги видите неговите индивидуални потреби и според тоа да направите една програма за детоксикација. Сведоци сме, сите ние можеме да истражуваме по Google и да видите различни програми. Според мене најлошата е она кога ништо не јадете, а мислите дека го чистите вашето тело. Знаеме дека и многу селебрити, многу славни личности на таков начин успеа да ги намалат килограмите спремајќи се за некаква улога и пиејќи, да речеме, вода во која што ќе стават јаворов сируп и малце луто и тоа трае една недела, 2 недели и така натаму. Меѓутоа, тоа воопшто не е препорачливо, особено за луѓе кои што имаат хронични болести. А и целта пред се ќе се, извинам што ќе ве прекинам, не е со детоксикацијата да се намали телесната тежина. Вие на почетокот убаво кажавте, која е целта? Апсолутно не. Може би по автоматизам ќе се намали, но тоа не е примарно. Да, меѓутоа мора да внимавате што ќе добиеме со тоа, што ќе изгубиме. И зависно од тоа како ќе го правиме. Затоа детоксикација кога се прави треба да биде под супервизија на стручно лице. И на каков начин пристап, и индивидуален пристап. И на каков начин ќе го направиме тоа? Со каков тип на диета, затоа што самата детоксикација не е диета. Чистењето на телото не оди само преку храната. Значи тука имаме и дополнителни, да речеме, методи со кои што треба да си помогнеме да можеме да го исчистиме нашето тело. Генерално се базираме на отстранување на токсините на црниот дроб, да му помогнеме на црниот дроб за да може да ги елиминира. Меѓутоа треба да помогнеме и на другите системи. Кои што ги споменавте. Сега, ако вие имате, да речеме, трудници или ако имате луѓе кои што имаат заболување од типот на диабет тип 1, ако имате луѓе кои што имаат некои автоимуни заболувања како што е мултипла склерозата на пример, или ако имате луѓе кои што и претходно имале хируршки интервенции на гастроинтестиналниот тракт, тука воопшто не треба да размислувате за ригорозни програми на детоксикација затоа што ќе направите повеќе лошо отколку што ќе направите добро. Така да, навистина треба да се размисли кој треба да се подвргне, колку долго, во кое време, со каков режим и така натаму. Многу внимателно. За деца исто така воопшто не е препорачливо. Да, имаме веќе некого на линија. Добар ден, дали ме слушате? Здраво, Иле. Тетка Маре, ве позна веднаш, како сте? Да. Па еве, дома седам. Така, не сум добра со болеста, да. Да. Сакам докторката да ја прашам, Миле, ја пием многу тешки лекови, мене крвта ме е слаба. Да. Дека имам таква мешано сврзано тиво. Абе што ги рекламират тие на English, дека се викат тие препарати, алоe вера. Што може ја од тоа да земам, не со имунитетот да ми се и железото ме е слабо. Да. Затоа се јави, Филе. Да, благодарам и убаво звучевте денеска, останете во добро расположение. Господјата што се јави и друг пат се јавувала, има сега ќе зборуваме во текот на емисијата, заболување, автоимуно заболување, диабетес, телесна тежина, кардиоваскуларни. Тоа е тој момент каде што навистина треба да се внимава, затоа што во суштина детокс програмите сами по себе
најчесто подразбираат дека треба тешката храна да ја тргнеме од исхраната, од менито. Значи, тука сега се веќе црвените меса, тука се мастите, значи, треба да внесеме јаглехидрати кои што се со низогликемиски индекс, треба да се внесе повеќе зеленчук, овошје со низогликемиски индекс, да се внесува доста течности и така натаму. Сега, во таква ситуација може да се случи намалување на мускулната маса, губење на водата од телото, помало е губењето на антиоксидативниот одговор на телото, меѓутоа можете да направите страшен дисбаланс на цревната флора. И во таква ситуација можеме да направиме повеќе штета, отколку што можеме да добиеме нешто од таа детокс програма. Или ако целта е, како што рековте, намалување на телесната тежина, во таква ситуација ќе имаме многу брзо јојо ефект. Враќање на тие килограми назад. Затоа пристапот треба да биде индивидуален, за да видиме каков детоксикацијски режим треба да се вклучи. Значи, особено кога се повозрасни луѓето или тогаш кога имаат хронична терапија, навистина треба да се внимава. И не само за едно хронично заболување, повеќе. Апсолутно, и ако имаме повеќе, многу внимателно. Океј, протеините се број 1, особено кај повозрасната популација, затоа што со текот на годините, да речеме, самите протеини по себе и нивната синтеза се намалува. Затоа внесот треба да биде поголем. Па треба да се размисли каков тип на протеин, дали ќе биде тоа од растително потекло, дали од животинско, во колкава количина. Дали со протеините ќе внесеме диетални влакна, кои што во фазата на детоксикација, да речеме, и како се важни, вклучувајќи ги салатите и зеленчуците. Меѓутоа, што ќе намалиме со зголемување на внесот на диеталните влакна? Дали ќе ја намалиме апсорбцијата на цинк или ќе ја намалиме апсорбцијата на железо, кои што и како се важни за правилно функционирање на имунолошкиот систем. Така да во суштина тука треба навистина да се внимава. Кога правиме детоксикација, имаме чистење. Значи, има различни препарати, меѓутоа голем дел од тие препарати можеме да ги искористиме и со земање на природни намирници, кои што ги имаме секојдневно во нашата исхрана. Така е, затоа што имаме многу зеленчук, имаме многу овошје сега, така да и навистина треба да се внимава и кои комерцијални производи. Имаме сега, знаеме, сведоци сме, ова за детокс, тоа за детокс, меѓутоа, ако вие примате терапија хронична, треба навистина да се внимава дали имаме некакви хронични, односно некакви интеракции со лековите кои што ги примаме. Тој е уште еден аспект на кој што треба да се предвиди и да се внимава. Уште едно јавување имаме. Добар ден. Јас се поканувам повторно да се јавите 6091925 и 6091924. Ваша и моја гостинка е научен соработник доктор Драгица Зенделовска, со која што разговараме на тема детоксикација за посилен имунитет. Она што сакав да ве прашам, а за кое што можеби речиси никогаш јавно не се зборува, а редно е да се спомене, дали половата припадност игра улога во однос на детоксикација жени наспроти мажи во однос на пристапот? Па во однос на пристапот да, во одредени сегменти. Ако имате еден индивидуален пристап и ако сакате на некој да му дадете програма за детоксикација, треба да земете предвид колку тој човек се хидрира, какви се неговите навики, какви се неговите навики, дали има физичка активност и колкава е потењето кај тој човек, затоа што знаеме дека да речеме индивидуалната разлика преку потењето се елиминира цинкот од нашето тело, а кај жените е тоа поизразено отколку кај мажите. Така да навистина треба да се внимава како ќе адаптирате таа исхрана. Да, уште едно јавување. Добар ден, дали сте на линија? Ало, добар ден. Добар ден, господјо, добро дојдовте и вие. Ве слушаме. Јас се извинувам прво да прашам нешто за мене. Јас сум постара особа доста и примам многу лекови за кардиоваскуларно заболување. Добро. Да не ги спомнувам колку се. Сега, што треба за детоксикација да примам? Второто прашање е, имам вака син и внука, валда е наследно нешто, имаат многу железо. Во крвта? Преку 30, таво 34. Што треба? Брокула не смеат, не знам што не смеат там. Што треба тие да извршат за своето здравје?
Благодарам за вашите две прашања. Докторки, имаме уште едно јавување да го слушнеме. Повторно немаме среќа, ве поканувам да се јавите. Кој е вашиот коментар? Сакате прво за господјата или за Ајде, ќе одиме со синот и внуката? кардиоваскуларните. Значи, детоксикацијата... Повеќе рече лекарство, односно фармацевски производи. Во ваква ситуација не се прави ригорозна детоксикација, него се вклучуваат различни тип, се исфрлаат реактивните протеини. Ајде да речеме млечните производи кои што носат доста масти, треба да ги тргнеме. Треба да го тргнеме овошјето кој што има висок гликемиски индекс и почесто да се конзумира малина, капина, јагода и така натаму. Можеме да си помогнеме со доста чаеви, кои што, да речеме, ќе ги земаме во текот на денот или пред спиење. Можеме да го исклучиме црвеното месо и на место на тоа да ставиме некаква риба, особено плава риба која што ќе носи незаситени масни киселини кои што се есенцијални, како што е омега 3, омега 6. Можеме да вклучиме наут и да го исклучиме реактивниот протеин како што е глутенот, например. И на сметка на тоа да внесуваме житарици кои што не содржат глутен. Значи овде може да биде орезот, може да биде палента, може да биде киноа, кое што и такако препорачливо оваа фаза, затоа што има доста протеини во нејза, имаме помалку јаглехидрати. И да се направи еден вид на таква програма, која што би можела да трае една недела, 2 недели и така натаму. Може да се вклучат и некои јаткасти плодови, да речеме кај кардиоваскуларните особено важен бадемот, заради количината Ама не солен, да биде нели сиров. Нормално, не солено, значи да не се внесува толку многу сол, особено не она што е комерцијалната или користењето, например, да речеме на вегети. Сега така или спомнав зачини какви и да се, кои што имаат натриум глутамат или имаат засладувачи. Вие ако сакате да правите чистење на вашето тело, а внесувате такви некои намирници кои што се, ајде да речеме, вештачки засладувач. Луѓето мислат јас го чистам своето тело, нема да внесувам бел шеќер, ама на сметка на тоа ќе внесувам вештачки засладувач кој што има аспартам. Грешка. Затоа што аспартамот во нашето тело ќе се распадне и ќе создаде метанол, кој што е многу токсичен. Или да речеме натриум глутаматот, кој што може да ви направи синдром на кинески ресторан. Така да во суштина велам треба да се внимава што ќе избереме и како чаеви, што ќе избереме и како намирници, што ќе избереме од овие додатоци кои што практично се користат во може би во многу мали количини, а имаат голем ефект, негативен. Еве да речеме понекогаш можеби во детоксикацијските програми да се вклучи ленено семе, кој што и такако е богато со омега 3. Меѓутоа колку гледам луѓето понекогаш го земаат секојдневно по 3-4 ступени лажици и така натаму. Значи, не значи дека ако е здраво и дека е добро. Да. Прво, ако имаме проблем со тироидната жлезда, не смееме да го земаме. Второ, одредена, да речеме, една лажица се дава од прилика на 45 килограми. Ако сме на процес на детоксикација, земаме ленено семе, меѓутоа, не е лошо да го подкрепиме, да речеме, со масло од жолто нокнича, значи да се вклучи за да се внесе и омега 6 и на таков начин да подкрепиме еден анти-ејджинг, да речеме, протокол. Да. Така да во суштина треба навистина да се внимава. Сега кога имаме хронични болни, што терапија прима? Дали сега ќе дополните, да речеме, може би има недостаток на витамин D, кој што и текако е важен понатаму за имунолошкиот систем. Дали дополнително уште нешто ќе се вклучи као витамин С и така натаму. Значи, слободните радикали, оптеретувањето на оксидативниот стрес, ние се чистиме, меѓутоа, дали ќе направиме... Стресот е секојдневни и понатаму, не останува, да. За стресот е тотално друга приказна. Дали ќе направиме автоинтоксикација во процесот на детоксикација? Значи, вие ќе ги елиминирате, мислам, ќе ги ослободите тие токсини, но дали правилно ќе ги елиминирате од вашето тело? Затоа што работата на имунолошкиот систем и како е врзана со работата на гастроинтестиналниот систем, со работата на цревата. Значи, во суштина, дали ќе вклучиме пробиотик, кој што исто така е многу битен во фазата на детоксикација, или ќе оди пребиотик со пробиотик заедно, за да го избегнеме уништувањето на пробиотикот од киселината во нашиот желудник и да обезбедиме храна за добрите бактерии во цревата. Значи, навистина е едно поле каде што е многу широко и каде што навистина треба многу добро да се размисли. Има, да. Не многу е се црно нијанси и кои бело. што навистина многу значат. Значи, не е само вие да направите стимулација
на имунолошкиот систем или да направите чистење на токсините. Има начин како гледаме ние дали вие навистина имате интоксикација или не. Дури има и тестови кои што ги користиме. Многу често Обермаеров тест се користи за да се види дали имаме интестинална токсичност или не. Да. Дали е добро варењето во цревата или не. Пред следното јавување само кратко господјата уште што праша за синот и внукот, мислам дека да има поголемо ниво на железо, Јас прво не смеат брокула би им препорачала секако консултација со лекар. Например, да речеме на консултација со хематолог затоа што може да биде бета-таласемија во прашање и така натаму, значи може да биде здравствена состојба која што треба да се третира. Може да се вклучат различни, да речеме, додатоци исто така во исхраната, меѓутоа навистина не треба да се внесува храна која што содржи многу железо. Да не се подигне и така високото ниво. Да речеме ниво. джигерот во прашање, црвеното месо кое што железото е во хем форма и кое што многу лесно се ресорбира за разлика од железото кое што е присутно во, да речеме, во растителните производи. Така да животинските, да речеме, месото црвено треба да се тргне на страна, треба да се тргне не само брокулата, него и спанакиот, и сите зелени лиснати зеленчуци, аронија, значи црвени бобичасти плодови, какао. Какаото е многу богато со железо. Да. Така да во суштина, меѓутоа прво нека консултираат се направи. хематолог. Да. Уште едно јавување имаме, добар ден. Ве поканувам повторно да се јавите. Блокот реклами е следниот дел од Фактор здравје, но претходно сепак имаме уште едно јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Да, малку погласно зборувајте. Вака би сакала да поставам едно прашање до докторката. Да, поставете. Ме интересира, вршам детоксикација со лимони веќе 4 месеци. Дали треба да престанам со тоа или треба да продолжам понатаму? Да, благодарам за Дали вашето тоа е добро? прашање. Одговорот ќе го добиете во продолжение од Фактор здравје. Останете со нас, ќе продолжиме по блокот реклами. Следуваат останатите аспекти од денешната тема детоксикација за посилен имунитет, тема која што и вие сте добродојдени заедно со нас да ја разговарате преку 6091-925 6091-924. Подсетувам дека ваша и моја гостинка во Фактор здравје е научен соработник доктор Драгица Зенделовска и моето следно прашање се однесува пред се на одговорот на господјата што претходно се јави, а потоа и ќе продолжиме со останатите аспекти. Така, значи, знаете што, ако вие не направите промени во вашата исхрана, во вашето дневно мени, а ќе земете некаков комерцијален препарат на кој што пишува детокс или ќе пиете Еве лимон, како што кажа, 4 месеца. 4 месеци, вие не правите детоксикација на таков начин. Значи, треба, како што спомнавме, да се тргнат реактивните протеини, за да можеме малце да го забрзаме метаболизмот. Меѓутоа, и долготрајно зимање на одредени такви препарати навистина не е добро. Имате препарати за детокс кои што имаат доста влакна, да речеме. Влакната ќе намалат апсорбцијата на цинк, на железо и така натаму, особено ако ги зимате во голема количина. Пиењето на лимон и на вода е во ред, меѓутоа, дали вашето тело, дали вашиот желодник ќе пројави некаков сигнал дека навистина е доста и доволно време да престанете со таа навика. Тоа е навистина добро, меѓутоа треба да се разграничи дали тоа треба да го правиме на гладно, дали можеме помеѓу оброци, колку долго, дали треба да ги менуваме освен лимон и вода, дали може и нешто друго да се земе и така натаму. Значи, навистина треба да се бара стручна помош кога веќе сте решиле да правите детоксикација на вашето Разликата е тело. во нијансите по ова што го зборувате. Нијансите, ама знаете како ситниците Да, тоа го зборувам. Големите битни. промени ги прават Тоа е токму нијансите. навистина И убаво така. кажавте дека со таа детоксикација и по силното ниво на имунолошки систем, метаболизмот се забрзува и претпоставувам по себе добивате и расположение и поголема физичка активност. Да, нели? меѓутоа, Илија, не смееме да заборавиме дека детоксикацијските режими се негативен енергетски баланс. Значи, најмалце помалку од 500 килокалории дневно. Значи, внесот на храна, на енергетици, вие ги намалувате. Океј, ние ќе изгубиме мускулно ткиво, ќе намалиме синтеза на протеини, ќе ја пореметиме цревната флора. Но што потоа? Дали навистина негативните ефекти ќе знаеме да ги блокираме во фазата на детоксикација? Тука е умешноста во тие протоколи. Сигурно, благодарам и за овој дел од разговорот. Имаме 2 јавувања во продолжение. Добар ден до првото. Дали ме слушате? Добар ден уште еднаш. Ало? Да, господине, одлично ве слушаме. Кој е вашето прашање? Добар ден. Моето прашање, јас користам коктел. Добро. Во коктелот ставам повише од 15 продукти.
Добро. Може да ги набројам, да речеме, цвекло, морко, бадеми,ораси, малини, ликајсија, ронија, брокула, карфиол, целес, рок. Добро, кое е вашето прашање сега? Понекогаш плетлене, месус, кино, афионско се. Добро, кое е вашето прашање? Да ги користам овие состојки или да смалам, речеме со 4-5 продукти да правам коктел. Добро, благодарам и за вашето прашање и следното јавување, дали сте на линија? Добар ден. Дали ме слушате? Зборувајте слободно. Добар ден, дали ме слушате? Уште еднаш ве прашувам. Чувствувам дека има некого на линија, но сепак ќе ве поканам подоцна, очигледно не ме слушате. Кој е вашиот одговор и коментар на господинот? Премногу. Значи, детоксикацијата, мојот предлог или програмите кои што ние ги работиме, во суштина поддржува одредени органски системи во одредено време. Значи, ако целно го земеме ве како пример гастроинтестиналниот тракт, бидејќи најчесто не ви е зафатен. Значи, имаме посебна програма која што се вика чистење на црева. Или, например, имаме програма која што е чистење на бубрек и уринарен систем. Да. Еве, ако имате пациент или лице во или One Hospital, што треба да направи? Дали доаѓа прво со една крвна слика, лабораториски анализи? Да. Значи, добро е на почеток да знаеме дали е хроничен болен, дали е здрав човек и така натаму, и програмите и пристапот се различни. Да. Кај здравите луѓе често можеме да одиме и поригорозно, отколку кај болните, таму веќе треба да бидеме доста. Но еве, како пример, ако имаме здрава индивидуа, има проблем со цревата, например, во однос тогаш одиме на употреба на повеќе влакна. Дали тоа ќе биде целулоза или хемицелулоза. Меѓутоа, користење на вакви џусеви или некои смуди кои што имат 15 компоненти никогаш не би го направила. Затоа што цвеклото е супер, да речеме, ни дава сокот од цвекло, ни дава доста нитрати и убаво е за чистење на црниот дроб. Меѓутоа не би го ставила во фаза на чистење, да речеме, на цревата. Него би одела со малку поинаков коктел, да речеме. Треба да се намали, морковот скоро секаде треба да биде застапен, затоа што имаме доволно бета-каротен во него. Меѓутоа, во чистење на цревата би дала малку повеќе зелено, условно кажано, за да можеме да помогнеме да тие црева се испразнат или да ја зголемиме нивната столицата да е пофреквентна на некој начин, да повеќе да се даде празни. малце повеќе пробиотик, тука значи храна која што има повеќе влакна, условно кажано, но не подолго од недела или не подолго од 2 недели, тука треба да се направи таа проценка. Да, повторно имаме јавување, добар ден. Добар ден. Дали може да поставам едно прашање Да, вие сте наред, ве слушаме. Да, ме интересира за уртикарија. Добро. Значи, копривњаче народски што е кажано, исклучени се алергина храна, она, мислам, преку испитувањата, меѓутоа, дали може нешто да се направи на овој план према темата што говори? Дали ова доволно за одговор, доктор? Да, благодарам. Дефинитивно во вакви ситуации детоксикацијата во проширени рамки е прифатлива како протокол. Кај уртикариите многу често ги исклучуваме млечните производи, бидејќи тука лактозата е и казеинот, се реактивните протеини. Многу често се препорачува пиење на доста течности, да речеме коприва, најчесто дури и до 1 литар. И обавезно додаваме некакви витамини. Меѓутоа, пак кога ќе дојдеме кај витамините кои што треба да бидат присутни во процесот на детоксикација, да речеме една таблета на некој мултивитамин или мултиминерал е во ред. Меѓутоа, која доза? Луѓето многу често зимаат по големи дози. Мислејќи дека подобро ќе направат, да, затоа што мислат дека голем дел од храната не ја конзумираат. Меѓутоа, ако внесувате по големи дози на витамини и минерали, самите витамини се кофактори, така да во суштина тие кога ќе се врзат за нашите ензимски системи и кога ќе ги загушат, после веќе се наоѓаат во слободна форма и може да дадат токсичен ефект. Или да речеме, многу често земаме антиоксиданси со цел да ги блокираме слободните радикали кои што и tekako треба, нели, реално да не бидат во голема концентрација, затоа што го предизвикуваат тој оксидативен стрес. Меѓутоа, голем дел од некои слободни радикали се сигнални молекули кои што и вака и така ни требаат за одредени процеси во нашето тело. Така да и самото тело само по себе има своји механизми практично за да може да
да се избори со елиминирањето на токсините. Тие се оние ендогени антиоксидативни ензими кои што се синтетизираат во црниот дроб, супероксид, дисмутазата, глутатион, пероксидаза и така натаму. Така да во суштина треба да внимаваме дека ние, нашето тело, и текако има одбрамбен систем, со, да речеме, со тие собствен, со тие слободни радикали, не треба многу да го гушиме со додавање, да речеме, на додатоци од надвор. Затоа велам дека има страшни финеси на кои што навистина треба да се внимава, меѓутоа многу често одиме со некоја мултивитаминска формула, многу често се оди да се внимава на цинкот. Цинкот е еден од најважните, затоа што тој учествува дури и во, нели, во подобрување на нашиот имунолошки систем. Тоа е, да речем, имаме еден куп ензими и протеини во телото кои што се зависни од цинк. Чинам дека и во спермогенезата учествува цинкот, да, она што го знам за него како минерал, да. Најважните буквално, односно за потомството стварање. Да. Така е, меѓутоа треба да внимаваме многу колку ќе одиме со него, затоа што и тој може да даде токсични ефекти, меѓутоа може зголемувањето на концентрацијата на цинк да биде обратно пропорционално, практично да биде пропорционално со намалување на концентрацијата на други минерали, кои што за нас се многу битни. Така да во суштина треба се внимава и на селен, кој што и како е важен, не само за имунолошкиот систем, и за другите металоензими кои што не се присутни во нашето тело. Така да пак ќе кажам, внимателно, индивидуално, зависно дали имаме хронични болни, дали или се здрави луѓе, која е целта, што сакаме да постигнеме со протоколот кој што го правиме. Да, и уште две јавувања со кои што ќе ги заокружиме вашите јавувања денес во Фактор здравје. Добар ден. Добар ден. Да, одлично ве слушаме. Како сте, господјо? Ме слушате? Да, добро дојдовте. Моето почитување, имам прашање до докторката, да, поставете го. Професорката по хемија. Слободно поставете. Јас пијам синдром заради АФФ, оперирана сум од карцином на дојка, имам проблеми кога како со стомакот не сум го испитала, кога имам обстипација, кога имам диареја, така сум уседена дома, зголемена тежина имам, и тоа нема да го кажам, шеќер немам, фала Богу, покрај сите други болести што ги имам. Со тироидната жлезда имам чорови, пијам само 2 капки, еве требаше да одам на контрола, ама ради ситуацијава нема контроли, нема ништо. Добро. Предпоставувам и сега ова е ја доволно. молам докторката да ми одговори што да земам за... не требало да земам ништо зелено заради тоа што пијам синдром. А како јас, првин да кажам дека јас не верувам во овие, да ги речам, вештачкиве суплементи, што ги викаат. Во природните, да, бадеми, брокули и така натаму да не ги редам, а во овие апотекарските, во нив не верувам. И не требам да јадам ништо зелено, а што ќе ми препорача, што да јадам, претежно сум јогуртче, лепче, сиденце, на такви работи. Добро, го слушнавме прашањето. А тоа знам прашањето. дека не е во ред. Да, Тоа останете ми е во добро расположение и здравје. И последното јавување го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Да, кое е вашето прашање? Поздрав и до вас. Благодарам, господјо. Едно кратко прашање до докторката, а голем одговор бараме. Г132 што ефект има према многу болести што ги зима пациентот? Добро, како граничен препарат предпоставувам. Благодарам и за вашето прашање. Сакате на првата господја што рече има повеќе проблеми? На првата, особено внимателни кај луѓето со карцином. Да. Таму треба да се забрза метаболизмот. На дојка спомена господјата. Да, меѓутоа овде имаме доста работа. Во суштина не треба да се прават ригорозни детоксикацијски програми. Тука повеќе треба да се вклучат интегралните житарици, повеќе треба да се даде акцент на мехунарките и така натаму. Меѓутоа, зелено не смееме на вистина, синдромот е антикоагулант. Она што е многу битно е како ќе го внесеме селенот сега, да најдеме ситуација, затоа што напомена дека имаме и чворчење на тироидната жлезда. И не само витаминот Д, него сега и селенот игра многу голема улога. И ако имаме проблем со внесување, да речеме, на индиски оревчиња,
Госпоѓата спомна дека има проблем со цревата, значи дефинитивно прво што треба да се направи е комплетно да се смени храната. Рече сирење, јаде јогурти, да, леп. да речеме во фаза на детоксикација дозволуваме некој биоактивен јогурт во кој што е зголемена концентрацијата на лактобацилуси, бифидуси и така натаму. Ако веќе не сакаме да пиеме пробиотик. Меѓутоа, треба да ја смениме и другата храна, значи доста масти, кај вакви, да речеме, клиенти не даваме, особено млечните производи ги тргаме на страна. Меѓутоа, ако сакаме цинк да внесеме, во вакви ситуации, да речеме, месиркиното месо би било добра идеја. Или да речеме рибата. Така да протеините ќе ги внесуваме од таму или евентуално од некаков биоактивен јогурт или кисело млеко, а сето останато треба да биде, да речеме, храна од растителна природа. И сега ради таа тироидна има ограничување ради гојтрогените, значи имаме со брокула проблем, имаме со зелка проблем, имаме со ленено семе проблем, мора да се најде соодветна замена. Така да во суштина, ете тоа е тоа што ние го правиме во One Hospital кога имаме вакви пациенти каде што навистина треба да се внимава. Ова како Пуаро загадка некако ќе му да, дојде. Трагате, едно може, трагате, друго не може и баш треба тука да се извага колку имаме бенефит од една храна, колку имаме за да го почувствува пред се бенефитот или придобивката пациентот. Бенефитот ќе го добиеме, меѓутоа треба да се најде правилен избор за да можеме тој имунитет практично да го креваме према горе, затоа што имунитетот не е зависен само од храната. Значи зависен е, како што рековме, и од хидратација, зависен е од стрес, зависен е од расположението, всушност, да. Стресот и како го зголемува нивото на кортизол, така да во суштина тоа е имуносупресор, значи го намалува имунолошкиот систем. Да. Имате проблем со сонот, во таква ситуација вие не можете да имате добар имунолошки систем. Или да речеме со физичка активност, особено луѓе кои што не се физички активни. Време на пандемија седиме дома, немаме никаква активност и така натаму. Меѓутоа, ако ги погледнете кривите, особено да речеме кај горно-респираторните инфекции, ризикот од горно-респираторни инфекции и физичката активност, таа крива изгледа малтене слично како буквата У. Значи, луѓе кои што ништо не вежбаат имат ризик од горно-респираторни инфекции. Тие што имаат некаква физичка активност 2-3 пати во текот на неделата, таа крива се намалува. Меѓутоа, оние што се многу активни, а кои што не знаат како да го направат тоа, тој ризик веќе оди нагоре. Така да во суштина затоа велам пристапот треба да биде од повеќе аспекти. Да. За второто прашање... И второто во однос на Г132 плюс натурал како антиоксиданс, веќе ги споменавте, умерено и по препорака. Тоа е добар имуномодулатор и единствена работа е во него што има сулфорафан. А сулфорафанот е една од компонентите кои што и tekako ни помага во фазата на детоксикација и на чистење, особено за црниот дроб. Да. Тој учествува во детоксикациона фаза број 2 во црниот дроб и така натаму. Меѓутоа, Илија, на секогаш ни треба време за да се докажеме. Навистина има уште многу што да се кажува, особено кога станува збор за имунолошкиот систем и земањето на различни. Не проговоривме за ефектите кога се чувствуваат веќе, но еве ова ќе го оставиме за следниот месец како втор дел од оваа емисија. Тука ќе ставиме точка и многу ќе ви се заблагодарам јавно и ќе ви посакам да останете во одлично расположение и да се видиме за непол месец повторно тука. Благодарам, ви посакувам добро здравје и на вас и на вашите гледачи. Благодарам уште еднаш и секое добро. Научен соработник доктор Драгица Зенделовска беше денешна ваша и моја гостинка. Благодарам за интересот и поддршката и пријатно утре.